Од вкупна бројка очекувани 15.000 граѓани од Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево што треба да поднесат годишна даночна пријава за остварени приходи во 2017 година. Во Управата за јавни приходи во Кочани документи поднеле нешто повеќе од половина или вкупно 8.510 граѓани. Од УЈП даночно оделение Кочани вела дека граѓаните уште еднаш потврдија дека останува лошата пракса или навика за се да го чекаат последниот момент. Сега е малку повеќе гужва отколку претходните денови. Значи очекуваме до 15 да бидат сите да дојдат и сите да си ги поднесат годишните даночни пријави. Имаме ние, значи предвидено дека очекуваме да имаме 15.000 пријави, до 12.3.2018 се примани 8.510 пријави. Што значи дека не е најдобро, но сепак е добро. Бидејќи казните, имаме и казни предвидено за нив, па сметаме дека секој ќе дојде да си ја поднесе пријавата, годишната даночна пријава. Од даночното оделение во Кочани подсетуваат дека годишна даночна пријава поднесуваат лицата кои што во текот на 2017 година издавале под закуп или кирија стамбен или деловен простор, гаража, земјиште, викендица, опрема, превозни средства или друг вид на имот. Склучиле авторски договор, односно оствариле приход од авторски права и права од индустријска собственост. Ако била исплатена дивиденда или камати по основ на заем исплатен на физичко или правно лице. Ако оствариле капитална добивка од продажба на учество во капитал и недвижен имот. Ако оствариле добивка од општите игри на среќа во износ поголем од 5.000 денари. Лични примања од странство за активности поврзани со работењето во Република Македонија. Работно биле ангажирани во амбасада, мисија на меѓународна организација во Република Македонија или имале лични примања од дипломатски, односно конзуларни представништва на странски држави во Република Македонија или пак остварувале лични примања кај представници и службеници на представништвата кои уживаат дипломатски имунитет или ако оствариле други приходи. Немаат обврска да поднесат годишна даночна пријава лицата кои што во текот на годината имаат остварено поединечно само приход од плата, пензија, земјоделска дејност и самостојна дејност. Својата обврска за поднесување на годишна даночна пријава граѓаните треба да ја извршат до 15 март, а тоа е уште само 2 дена. Од УЈП даночно оделение Кочани информираат дека оделението работи во 2 смени до 20 часот навечер.